Македонија одбележува 3 години од зачленувањето во најголемата воена алијанса. Да се биде НАТО значи да се дели масата за одлучување со најразвиените земји во светот, да се носат одлуките за светската безбедност заедно со најмојкните, истакна премиерот Димитар Ковачевски. Според него одлуката за членство во алијансата ги пробила бариерите на партиите, религиите и народите. Горд сум што моите, нашите деца овој ден ќе го изучуваат како еден од најсветлите денови во нашата историја, затоа што овој ден ја гарантира и нивната иднина. 27 март е денот кога Северна Македонија ја запечати својата безбедносна иднина. Момент после кој нашата стабилност не може да биде доведена под прашалник од никого. Министерката за одбрана Славјанка Петровска вели дека целта не им била само да ја внесат армијата во НАТО, туку и НАТО во армијата. Чекавме долго за да можеме да кажеме: ние сме НАТО, ние сме заедно и посилни, ние сме сојуз на 30 еднакви нации кои ги поврзуваат вредностите кои ги живееме. Вербата во принципите и правилата на сојузништво и одлучност дека за мирот, безбедноста и сигурноста на секоја педа НАТО територија и 1 милиарда луѓе во светот нема компромис. И началникот на генерал-штабот, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, посочи дека зачленувањето во НАТО е значаен историски настан, кој ќе сведочи за успесите на државата и армијата. Успехот кој армијата го достигна низ целиот свој период се огледа во она кое сега го имаме, а тоа се мобилни, професионални и ефикасни сили, способни да ја заштитат безбедноста на нашата земја и одговорот на сите современи закани и предизвици. На свечената церемонија присуствуваше целиот државен врв на Македонија, членови на владата и собранието, највисоките представници на армијата, дипломатскиот кор во земјава и бројни делегации од земјата и странство. Македонија стана 30-та членка на НАТО алијансата на денешен ден пред 3 години, откако го промени своето уставно име, со што Грција ја отстрани блокадата.